Македонската кошаркарска репрезентација во салата Јасмен во Кавадарци се подготвува за предстојниот дуел со Унгарија, кој се игра утре вечер, во среда со почеток во 20 часот и 30 минути. По воведната победа на домашен терен следуваше убедлив пораз на гостувањето во Англија. Тој пораз за нас беше дупла загуба. Не го загубивме само над преварот, туку и Дамјан Стојановски, за кого овој квалификационен циклус е завршен. Колку загубата на еден квалитетен поединец како што е Дамјан влијае на атмосферата во тимот, го прашавме Аце Костовски. Па добро, после секој пораз се знае дека атмосферата паѓа. Поготово што доживеавме, да кажам, два пораза таму, еден пораз резултатски, другиот со тоа што се повреди Дамјан Стојановски многу рано во надпреварот. И едноставно свесни сме моментално дека за да го добиеме надпреварот во среда треба навистина да се надминеме. Местото на Дамјан треба да го заземе некој друг кој што претходно ја немал таа улога. Меѓутоа што е тука е сигурно дека нема да се предадеме и дека ќе пробаме од утре натаму да работиме да ја подигнеме атмосферата на што е можно повисоко ниво и барем тоа што е наша обврска на домашен терен да извојуваме победа. Ке треба помош од страна на публиката, 6 играч. Јас би ги повикал поготово во овој надпревар и во следниот на домашен терен да дојдат во што поголем број, да ни дадат поддршка затоа што сега навистина ни е многу потребно. Колку отсуството на неговиот брат ќе биде мотив да постигнува уште повеќе поени и за себе и за него, го запрашавме капитенот Војдан Стојановски. Многу ми е битно да победиме ни усреда. Дали ја ќе дам 2, 20 или 12, воопште не ми е битно. Многу ми е битно само да победиме, да бидеме у трка за пласма на европско првенство. Сепак многу е битно човекот што носи капитенската лента да биде оној вистински предводник на тимот. Па се трудам од надпревар да бидам предводник, но тука има многу добри момци, талентирани, така да секој утакмица може некој друг да биде предводник. Ќе ви треба ли 6 играч? Ќе ни треба. Ја повикам кавадарската публика да дојде на ова бодри да ја победиме у Унгарија. За надпреварот со Англија и повредата на Дамјан Стојановски своје видување имаше и селекторот Драган Раца. Па добро, сигурно е велики удар. Па добро, сигурно тоа е голем удар и за нас. Сигурно голем хендикеп, бидејќи екипата се навикна на него, а и тој на екипата. И тој е еден од најдобрите играчи во нашиот тим заедно со Војдан. Така да за време на подготовките и за време на сите подготвителни надпревари и тренинзи, тие се тие кои даваат тон на нашата игра. Без него сепак е и ќе биде поинаку. Се уште се немаат случајно никакви изненадувања. Сите репрезентации ги добија надпреварите на домашен терен. Така да сето тоа се движи по некој очекуван тек. Сега ќе видиме на следните надпревари како и на кој начин ќе се развива ситуацијата. Сигурно дома ние на било кој начин мораме да се обидеме да ги добиеме сите надпревари без разлика кој ни е противникот, ако сакаме да се надеваме на место понатаму. Така да и на надпреварот со Унгарија, без разлика на хендикепот, ние мора да дадеме и повеќе од 100% од нашите можности за да успееме на тој надпревар, за да оствариме победа. Унгарците имаат добра репрезентација, имаат добри играчи кои играат во европски клубови и имаат доста искуство, имаат и висина и снага. Тоа се веќе сериозни репрезентации, европски. И тоа ние можеме да го видиме низ турнирските надпревари кои тие ги игра. Ние ги пратиме, но генерално унгарскиот баскет последниве 5-6 години доста напредна во однос на другите европски земји. Тие не се повеќе она просечна репрезентација како некогаш. Ние нив треба сериозно да ги сватиме и на тој начин да му пристапиме на овој надпревар. И само на тој начин може да се надеваме на победа. Колку публиката ќе биде клучна за евентуална победа над Унгарија? Јас мислам дека публиката тука може да направи една вистинска атмосфера. И на минатата средба со Луксембург беше одлична атмосферата, а сега ни треба уште поголема поддршка, бидејќи тоа е посериозен противник. И мислам со публиката и со сериозниот пристап, бидејќи нови играчи им треба поддршка, значи им треба сигурност за да тргнат, а тоа може да им го даде само публиката. Ние може да зборуваме колку сакаме и што сакаме, но публиката е таа која може да ја сврти атмосферата. И јас се надевам дека публиката ќе дојде во што поголем број и дека ќе ја поддржат нашата репрезентација, па да пробаме да забележиме една многу важна победа.